Се уште има високо ниво на корупција во земјава, а последниве 10 години состојбата со ова општествено зло е влошена. Ова го покажа анализата на Македонскиот центар за меѓународна соработка, од каде велат процентот на коруптивност кај нас е приближно како и во земјите од регионов. Минатата година за целиот регион укажува на се уште високо ниво на коруптивен притисок, односно на многу луѓе им се бара мито. Во регионот е просекот некаде 33%, кај нас последната е 31%, со тоа што исто така многу луѓе даваат мито. Во регионот е 31%, значи многу е мал отпорот на корупција. Рече си 90% од тие што им било поварани даваат мито. Вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај потврди дека е важна улогата на невладиниот сектор во борбата против корупцијата. Kemi rithemeluar Këshillin për bashkëpunim ndërmjet qeverisë dhe shoqërisë civile, ku natyrisht një prej fokuseve të këtij trupi punues do jetë përgatitja e strategjisë së re për shoqërinë civile dhe përgjigjet që duhem të sjellim si qeveri ndaj sfidave që sapo i diskutova, pra këtë kemi një shoqëri civile rezistente, të qëndrueshme dhe e cila mund të llogarisë në financim stabil. Заменикот амбасадор на делегацијата на Европската Унија Бен Нупнау укажува дека корупцијата е сериозен проблем во Македонија, што е наведено и во изминатите извештаи на Европската комисија за напредокот на земјава. While corruption is an issue that needs to be addressed first of all by high-level political leadership, it is not only this that can make us win the fight against corruption. We also need civil society engagement in this respect. Civil society and citizens need to act as watchdogs and ask for transparency, ask for accountability. На дебатата борба против корупцијата, иновации против нелегалната моќ беше дискутирано за иновативните идеи и ангажирање на владите во борбата против корупцијата, за незаконски финансиски текови и за стратешката корупција.